Да не му влеговме клизачи случајно минатата епизода. Не мислам така чисто информативни. И треба многу поќе влегвање клизачи почесто за поќе работи, ама добро. Сеј ќе би. Иако морам да признам, некако многу нагло влегов во темата таму кај што ме боли забав. Не направивме суштински муавет за музиката општо и за временските разлики, туку то на брзина го изборавме так, за да дојдиме до тоа што сакав да го кажам. Ама не, зато си имаме епизоди колку сакаш. Ќе се вратиме на суштината, не е проблем. Додуше познавајќи го народот, скоро никој не го интересира суштината поќе, можда зато сме новаdeređi музички. Луѓето обично ги интересира само трач рубрик. Кој има шо има добиено, шо нема добиено, кој рече шорај. Се друго е гола вода. И можеш да речиш дека не сум во право, ама ако не бев во право, тогаш и по медиуми ќе имаше еден тон музика од македонските музичари кои творат нон-стоп. Арнама наместо музика шо има? Овај направи ова, онај направи она, леле кој се зеде, кој се остаи, такви ми ти работа. Пошто нели то носи пари и гледано. Шокантно. Единственото нешто што не е шокантно е што морам да клам шпица прво пред да го продолжам муавет. Пошто нели кој те праш? Така што амани ме шпицата и терам. Ајде ваде. Пуштај. Минатата епизода кажавме дека луѓето во текот на годините музиката ја користеле како еден издувен вентил. Имено афроамериканците, сакајќи да си ги искажат маките, да си ја олеснат душата онака, низ муавет, низ песна, не сакајќи го направиле блузот. Па соул музика, па тие газдите со камшиците навикнати нели на нивниот фолклор, валцери, полки и така натаму. Му се бендисал духот на ова музика, знаеш, и почнале да си вметнуваат во нивното. Па почнале да се создават кантрито, рок музиката и така натаму. И причината зошто биле различни стилоите, било баш заради временските разлики, тоест различниот статус, тоест различните гледишта на луѓето на живот. Значи не може ти некој опнат в поле да работи цел ден и цела ноќ и камшикот од зад него ако земи воздух, и малтретирање и не смееш ова, не смееш она и милион работи, и оттаму да излези насмејан и да земи рок н рол, баде дан. Сам то може да може, ама е тешко веројатно. То може да осмисли некој што е во то расположение, што зел парина, што купил нешто, што направил нешто, што му оди во животот, да речиме. Па му е дојдено до забава. А овој што е напатен и што сепак сака да се забавува, може да измисли ритам и блуз, да речиме. Пошто блузове ќе го има. Ќе му додаде ритамче малце и ќе добиеш R&B. И пак нештото ќе има душа, ама ќе можеш и да играш на нешто. Што значи музиката од секогаш била израз на авторот или на одредена група на луѓе, или во случајот со блузот дури било и комуникација. Што уствари музиката свесно или несвесно секогаш е. Па после тоа кога леснале малце работите, R&B-то се убрзало, станало фанкче, рокот станал хард-рок, психоделичен, не знам како. Значи зависи кој го правил или која група на луѓе го правил. Соулот стана нео-соул, па од сите тие стилои никна хип-хопот како израз на новите генерации тогаш. И сите тие се популарните стилои што ги знаеме денешно време. Иначе во остатокот од светот секоја земја си имала свој начин на изразување на чувства. А тој начин бил народната музика, што излегла од народот, од неговото секојдневие, чувства, маки, убај и неубај работи. Пример, нашата народна музика има еден тон весели песни. Арно, ама има и толку срце парајучи што може да те распара скроз. И то не само народната, туку и авторската фолклорна музика. Што значи сите убај и неубај моменти што сме и поминале, поробување, ослободување и така натаму, го изградиле нашиот фолклор ваков каков што е. И то важи за секој народ посебно. И дури и повеќе земји да биле низ истото, секој различно го интерпретира тоа. То најубаво можеме го видиме на Балканот, пошто сите имаме некаков различен стил на изразување. Пример, кај нас има 7/8, има 9/8, има 4, има еден тон различни ритми. Во Србија е најпопуларна двојката, РП саса, беше на син ми омилена пред некој месец. И така натаму, секоја земја во светот си има свој специфичен фолклор, свој начин на изразување, кој потоа нели ради медиумите и нивното вечно пропагирање на западна култура, полека ама сигурно се смешал со тие популарните жанрои што спомнавме претходно и еволуирал понатаму. Исто како што на пример го имаш џезот, и кога џезот ќе го измешаш со некој друг стил се вика џез фјужен или фузија, мешање, или фанкот ако го измешаш е фанк фјужен, значи основата е фанк да речеме, ама измешан со други стилови. Така и кај нас кога ќе го измешаш фолкот со овие модерни
популарните стилови се вика folk fusion или би требало се вика. Само што ние наместо фузија си го викаме турбо бате. Турбо folk. Тадај. Тој на крајот, твари не injection, тој е инфузија бе бате. Сегде е фузија, кај нас е инфузија. Пошто после турбо folk обично се на инфузија, folk инфузија. Многу поубаво име од турбо, ама добро. И се од една страна, јас сум голем фан на таа фузијата општо. Никогаш сум не кел да видам затворен во еден стил и сега само ова го правиме со овие инструменти на ваков начин и никако поинаку. Значи тоа никогаш не сум можел да разберам. Од друга страна ова турбото толка инфузија му има направено, што е веќе влезено во популарните смерови, тоа поќе не е фолк бебате. Мислам мотивите, таа основата пак е фолк, ама турбо. Дотаму е ојде на работата, што на Балкану имаш бебате луѓе што го мешат фолкот со турбото, тоест со популарните жанрови, то со најновите. Пример тимава техно ритам, фолк мотиви и мамбл рап во исто видео. До толку сме неверојатни. Ни инфузија не спасва. И да не се разбереме погрешно, се е супер. Нормално е кога ќе се мешат работите, ќе се пробват различни работи за да се направи нешто ново. Така треба биде. И треба човек да сака да се едуцира и да сака да слуша поќе различни работи. Затоа немам да разберам луѓе што сакаат да слушаат само едно нешто. Јас слушам само ова и точка. Добро, нормално дека кој сака што сака ги си слуша. Ама не можеш да речиш дека само во тој стил ти што го слушаш има најубави песни и нигде на друго место не. Сам ти можеш да речиш, ама има милиарди фанови за сите други стилови во светот што можат комотно ти одат контра. Јас стално велам, не можеш да мразиш стил. Чим милиони го сакат, значи нешто мора да има. Мислам, не мора да го слушаш, не мора ти е омилен, ама не мора и да го негираш. И се ќе речиш ми оти во минатото видео ти вака и вака збора. Јас немам ништо против новите стилови на хип, нити против новите артисти. Реков и тоа. Дај Боже на сите да му се оствари се што посакуваат и се што си пеат во песните. Од срце. И патем сум огромен фан на новиот тип на битој, на новата продукција. И мислам дека е стил што уште може да еволуира и да оди понатаму, да оди на поарно. Ама за да оди на поарно, тие што го прат треба малце да олабат од тие средствата што користат. Што немаме да зборат вака да кажа реченица и да отворат устата малце и да почнат да кажуват реални работи. Уствари прво треба да се соочат со реалност и после со таа новата перспектива да почнат да градат нешто поубаво. Макар што знам дека џабе зборам, знам дека тоа нема да се случи, знам дека нема потреба да се случи, пошто очигледно и таквиот начин на правење музика има премногу фан. Дали му прави филм на децата, дали сите сакат да зборат за работи што никогаш нема да ги имат нити па да ги видат, онака си мечтаат со текстот. Шо и да е, нешто негде очигледно функционира. И дали оди на арно работата за тоа или не, то не знам. За тие што прат пари од приказната сигурно е нарно. За младината сигурно не е нарно, ама добро. На крајот на денот кој ме праша, така? Такви времиња дојдоа, што да правим? На почеток хип-хопот служеше да се раскажи мака, да се раскажи состојбата во која се одредена група на луѓе. Ганстерскиот рап беше исто директен одговор на времето во кое се живееше тогаш, еден протест да не рече. А бога ми и денес, како и тогаш, рапот или трапот е директен приказ на лажната денешница. Тие што го прат обично прат филм, лажат да не речам во текстот, а овие што го слушат си се лажат себе си дека тоа е животот што го сакат, пошто нели тежок живот, многу му е тешко на сите. Тато дома не му дава парина да си ја купи најновата игра за својот PlayStation 5 или едноставно не може да се пронајди таа шминката што се виде на TikTok и сега животот е едноставно пропадна. Многу голема тежина имат луѓе. И така во таа тага ќе си ги стават бежичните слушалки што веројатно коштат поќе од телефонот мој. Ќе се качат на електричниот тротинет што сигурно кошта поќе од колата. И така со тежината на својот живот ќе си ја пуштат единствената песна што ги разбира. Пари, коли, жени, жени, коли, пари. Хасламе нешто, хаслале тие ме сваѓаш. О, Боже. Абе што хаслате морој работи нешто. На крају испаѓа муавето според тежината на животот, тежината и на жанровите. Тоа е вате. Од една страна, ако не си во текст со времето, останваш поназад. Од друга страна, па поназад и не е толку лошо, ти кажам, ако е ваква иднината. И мислам доста е за денес. Имаме уште многу на темата. Ама здравје Боже друг пат. Ви останете на нашата програма. Поздрав и имајте убав викенд.